Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Дополнителни 6 месеца суспензија на деталниот урбанистички план за блок 57, односно простор на фабриката Шик Јелак, изгласаа тетовските советници. Лишена од слобода жителка на гостиварско село им се заканувала на вработените во гостиварска болница и оштетила дел од внатрешниот инвентар. Во контрола за техничка исправност на возилата спроведена на Тетовско-гостиварското подрачје санкционирани 5 технички неисправни возила кои веднаш биле исклучени од сообраќај. Дополнителни 6 месеци суспензија на деталниот урбанистички план за блок 57, односно простор на фабриката Шик Јелак, изгласаа тетовските советници. Изгласана е одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услуги за православни гробишта. Тетовските советници на денешната седница ја изгласаа точката со која на дополнителни 6 месеца се суспендира деталниот урбанистички план за блок 57, односно просторот на поранешната фабрика Шик Јелак, каде е предвидено да се изгради нов стамбен комплекс. Суспензијата е врз основа на тоа дека предложениот не е според стандардите, односно во него нема предвидено доволно паркинг места, зеленило, паркови и други недостатоци. Мислење добивме и од Министерство за транспорт и врски, согласно ова сектор за урбанизм изготви извештај за запирање на деталниот урбанистички план за овој урбан блок во кој се забележени докази што му штетат на јавниот интерес. И во урбанистичкиот план за ова место, значи ова урбанизирано место, се предвидени 140.000 метар купна градежна површина наменета за домување. Тоа значи дека доколку се примени стандардот пресметен од просечни 25 метар квадрати градежна површина по жител, што е над сите урбанистички стандарди, тоа е некаде 5600 жители во таа место кои ќе живеат. Од ова произлегува дека станбена густина би била 1.600.000 жители по хектар, што го надминува сите урбани стандарди кои се од минимум 250 до максимум 500 жители за еден хектар. Решењата за секундарна патна мрежа се под секој прифатлив стандард или критериум. За да се обезбедат паркинг места на секоја градежна парцела, значи согласно одредбите на ДУП потребно е да обезбедат подземни паркинг места. Во планското вклучување не е предвиден ниту 1 квадратен метар јавна зелена површина, додека законска одредба регулира дека 20% од секоја градежна парцела мора да биде зелена. На седницата помина и одлуката за утврдување на висината на надоместок на услуги кои што ги врши ЈКП Тетово за православни гробишта. Советниците на ВМРО ДПМН информираа дека капелата се очекува да започне да работи за 2 недели. Со многу напорна работа успеавме да ги отстраниме и да ги решиме многуте наследени проблеми како би можела капелата да отпочне со работа. Имено, главниот проблем со комората во капелата, каде што треба да се чуваат телата на починатите, додека не се изврши погребот, е отстранет. А исто така, отстранет е и проблемот со прокапувањето на кровот во капелата. Изготвен е елаборат и направени се административни исправки за да може да се впише капелата во катастар и да се извади имотен лист. Вработени се 3 лица кои се неопходни за одржување на капелата. Реализирана е јавна набавка на внатрешен инвентар за капелата во висина од 1.343.312 денари. Исто така, извршен е инспекцијски надзор и се очекува дозвола за работа на капелата. Денес на дневен ред на седницата на Советот беше предлогот за ценовникот за користење на капелата. Истиот беше усвоен и по објавувањето на денешната одлука за ценовникот во службен гласник, капелата ќе може да отпочне со работа. Прифатени беа и донации на неколку компании за инфраструктурни активности, односно реконструкција на локален пат во селото Селце, како и донација на граѓанска иницијатива од Корпи за отпадоци.
Председателот на владата Димитар Ковачевски денеска во Белград на пресконференција ја истакна заложбата и силната политичка волја на нашата влада за зајакнување и продлабочување на добрососедските односи со Република Србија во политички, економски и во другите аспекти на соработка. При посетата беа подпишани 3 меморандуми за соработка и тоа за забрзување на протокот на луѓе, возила и стоки на граничниот премин Табановце-Прешево. Вториот се однесува на вмрежување на системите за електронска наплата на патарините, а третиот на соработка во рударството и енергетиката. Нашите денешни разговори, како и тет-а-тет средбите кои што ги има и со председателот и со премиерката, така и пленарната заедничка седница со министрите, се уште една силна потврда за одличната и пријателска соработка која што ја имаат нашите две држави и која што соработка во овој момент е на највисоко ниво откако станавме практично независни држави. Ние помеѓу нас немаме ниту едно отворено прашање, помеѓу нас немаме ниту еден нерешен проблем, помеѓу нас имаме само разговори за успешна соработка за подобра иднина на двете држави и на граѓаните на двете држави. И во оваа прилика сакам да ја изразам силната политичка волја на нашата влада да продолжиме во негување, зајакнување и продлабочување на добрососедските односи кои што ги имаат нашите две држави и нашите граѓани. Таа соработка ја гледам како на политички, така и на економски, меѓутоа и на сите други планови и области кои што се однесуваат на соработка помеѓу две соседни држави. Денес имавме можност да направиме пресек на нашите билатерални односи, кои, повторувам уште еднаш, се без отворени прашања, и нашата соработка во овој момент е сестрана и исклучително високо развиена. Разговаравме за голем број на проекти кои што се во тек, меѓутоа и трасиравме пат за отворање на нови иницијативи на заедничка соработка во иднина. Нашите две влади се силно ориентирани да го подигнат и економскиот и социјалниот стандард на граѓаните, а на бизнис заедница да ја возможат квалитетно и ефикасно да може да работи и своите бизнис планови да ги реализира во разумен, што значи во побрз рок од она што сме го имале во минатото. Одличната соработка помеѓу двете држави носи секогаш квалитетни решенија во време на криза, што за нас е голем стимул уште посилно да вложуваме во стабилен и просперитетен Западен Балкан. Политичарите треба да бидат последни што ќе добијат поголема плата, изјави денеска министерот за надворешни работи Бујар Османи. Според него граѓаните со најниски примања мора да имаат предност. Првин тие да добијат зголемување, на крајот и политичарите. Од практичен аспект, секој што ќе каже дека секој политичар кој што ќе каже дека не му е важна платата, тоа не е добра порака, бидејќи веројатно има друг извор. Јас немам друг извор на за живење освен оваа плата. Така да се разбира дека секој би сакал да има поголема можност. Но од етички аспект, мислам дека политичарите треба да бидат последните на листата на граѓани кои што треба да имаат зголемување на плати. Да, треба, затоа што се скандалозно мали, меѓутоа треба да бидат последни на листата. Откако на сите ќе им се зголемат, тогаш на политичарите. Тоа е од етички аспект. Од практичен аспект ви велам е демагогија секој кој што ќе каже дека не му е важна платата во овие, се разбира, тешки времиња за сите граѓани. Колку што слушнав вчера е поништен членот со кој што се замрзнува основицата од пред 15 години, односно за време на финансиската криза. Меѓутоа еве да расправаме на влада и да видиме. Мојот став на влада ќе биде тоа дека додека на сите не им се зголеми, посебно на граѓаните кои што земаат плата блиска до минималната или блиска до просечната, политичарите треба да чекаат. Поради еден морален, поради еден етички аспект на функционирање на државата, политичарите треба да бидат тие што даваат пример. И затоа е многу важно прво да се адресираат прашањата на социјално загрозените категории, на семејствата кои што не може да скројат крај со крај на месецот, а потоа да зборуваме за зголемување на политичарите. Иако, верувајте, и прашањето на платите на политичарите е важно, доколку са и во борбата против корупцијата и во борбата за привлекување поквалитетни кадри во политиката.
1/3 од буџетот на Министерството за одбрана кој годинава изнесува рекордни 275 милиони евра ќе биде наменет за модернизација на воената опрема, најавува министерката Славјанка Петровска. Еден од приоритетните процеси на кои сум како министерка и како Министерство и Генералштаб на армијата целосно посветени, но морам да признам и горди, е процесот на модернизација и опремување на армијата. 1/3 од одбранбениот буџет кој годинава изнесува рекордни 275 милиони евра е наменет за модернизација. Тоа е несомнен гарант дека нема да има застој во модернизацијата и дека сето она што било планирано се реализира. Модернизацијата, за која детално бевте информирани и од началникот на Генералштабот и од директорот на Генералштабот, опфаќа неколку повеќе годишни проекти кои целосно го менуваат ликот на армијата. Велиме дека армијата е во НАТО, меѓутоа но и НАТО со своите стандарди најмодерна и најсофистицирана опрема влегува во армијата. Проектите се навистина сеопфати. Набавуваме оклопни возила од типот на GLTV Ошкош. Дел се веќе пристигнати, дел ќе пристигнуваат во повеќе наврати. Набавуваме оклопни транспортери Страйкер, како и францускиот систем за противвоздушна одбрана за мали височини Мистрал 3. Го потпишавме и договорот за набавка на артилериски системи од сојузничка Турција, 2 транспортни хеликоптери на армијата Ми-8 се во фаза на ремонтирање во соработка со Чешка. Како што информирав и на брифингот, во предзавршна фаза сме на анализа за набавка на 8 повеќе наменски хеликоптери, за што се пристигнати 5 понуди од различни земји. Нашата намера е со сите овие набавки да одиме согласно принципот на договор влада со влада, како гарант дека овие договори се ослободени од сомнеж по било која основ, вклучително и сомнежот за корупција. Вработените од Министерството за култура 6 ден на протест на кој ги повторија нивните барања за зголемување на платите по примерот на Министерството за финансии и побараа средба со надлежните. Со денешниот мирен протест го означуваме крајот на втората недела во која како представници на Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство и Агенцијата за филм упорно бараме некој од надлежните да ги сослуша нашите барања. Очигледно во државата се уште е во сила онаа народната: кучињата лаат, караванот си врви. Па така веќе е известно дека именуваните функционери ќе си добијат покачување од 78% или илустративно. Еден министер ќе добива плата од 1800 евра, а еден вработен во државната администрација ќе добива просечна плата од 400 евра. Платите на функционерите ќе бидат 4 пати поголеми од платите на вработените во јавниот сектор. Без дилема, за овие покачувања министерот за финансии сигурно ќе обезбеди финансиски средства и без протести. Ова секако нема да биде дисторзија во системот, туку сосема оправдано покачување на платите на функционерите, зашто нели тие тоа го заслужуваат. Во меѓувреме, секојдневно сме сведоци на некои покачувања на платите на мала врата во другите сектори, оние поважните, во кои не спаѓа и секторот култура. За жал, културата останува на маргините. Нашиот концепт на мирни протести не допира до свеста на надлежните, што дополнително не мотивира да продолжиме со нашата борба и да ги потикнеме другите колеги од помалку важните министерства да ни се приклучат во остварувањето на нашата цел – достоинствена плата за вработените. Очигледно дека во Македонија демократијата е главен императив само на хартија. Затоа, ако во наредните денови, ако некој од надлежните не се предомисли и не прими, ќе бидеме принудени да се обратиме и до други инстанции, до представниците на меѓународната заедница и да побараме поддршка за прашањата кои по правило треба да ги решаваме дома. 37-годишник фатен додека се обидувал да украде во патничко возило. Лишена од слобода жителка на гостиварско село им се заканувала на вработените во гостиварска болница. Во полицискиот билтен регистрирани случај на семејно насилство како и пријава за каснување од куće скитник. Во продолжение деталите.
Ноќеска околу 3 часот и 45 минути на улица Мирчо Аце во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 37-годишникот Тетовски Порој, кој се обидел да изврши кражба во паркирано патничко моторно возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, но бил забележан додека го вршел кривичното дело и бил пријавен. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува поднесок. 33 годишникот Тетовска Стримница, ноќеска 40 на минути по полноќ во СВР Тетово, пријавил дека на улица Браќа Миладинови во Тетово бил каснат од куче скитник. Вчера околу 13 часот и 40 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 32 годишничка од Гостиварско село, која во Гостиварската модуларна болница со остар предмет им се заканувала на вработените и оштетила дел од внатрешниот инвентар. Се расчистува и документира случајот и ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 15 часот и 30 минути лишиле од слобода 46 годишничка од Гостиварско село, која била пријавена од незиниот 63 годишен сопруг дека претходната вечер физички го нападнала, откако претходно со остар предмет му се заканила и на нивниот син. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Во контрола за техничка исправност на возилата спроведена на Тетовско-Гостиварското подрачје биле откриени и санкционирани 5 технички неисправни возила кои веднаш биле исклучени од сообраќај, а на возачите им биле изготвени законски предвидени поднесоци. Во рамките на засилените сообраќајно-контролни активности кои во континуитет се спроведуваат на поширокото полошко подрачје, вчера од 10 до 16 часот реализирана е контрола на техничката исправност на возилата. При контролата откриени и санкционирани биле 5 технички неисправни возила, 2 во Тетовско и 3 во Гостиварско, од кои 4 имале неисправни сопирачки, а 1 неисправни други уреди, опрема и системи. Сите технички неисправни возила веднаш се исклучени од сообраќај и на возачите изготвени им се законски предвидени поднесоци. Покрај тоа санкционирани биле и 2 возила поради претовар, но и други недостатоци. Со соодветни поднесоци исто така, а поради констатирани недостатоци, биле заокружени и 3 прекршоци, кои се однесувале на управување без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, 9 погрешно паркирани возила и 13 други видови прекршоци. СВР Тетово уште еднаш со апел до возачите навреме да ја проверат техничката исправност на нивните возила и особено ако тргнуваат на подолги дестинации. Пред се сопирачките и уредите за управување. На возачите на товарни возила пак им се советува адекватно да го обезбедат товарот и да не практикуваат претовар, затоа што во спротивно ќе се соочат со поднесоци со парични глоби, кои се движат од 45 до 250 евра во динарска противредност и плюс глоба за правното лице, односно фирмата.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!